Почитувани ја гледате на новата емисија Мојот пат. Мој гостин е господинот Огњан Цигелски, ко-собственик на ресорта Маврово. Добро дојдовте во емисијата Мојот пат. Така, тука сме во овој прекрасен хотел, хотел Бистра, кој што е дел од ресорт Маврово. За ресорт Маврово можеби малку покасно во емисијата ќе зборувам, меѓутоа претходно би сакал да ги запознам гледачите една ваша лична карта да ни дадете, кој е Огњан и како стигнавте до ова место? Па вработен во КАК групацијата далечната 92 година, а поврзаноста со Маврово почна баш од овој хотел во 98 година, кога КАК групацијата го купи хотелот Бистра и од него тргна уствари село Маврово, за да после 2 години се купи ски центарот, после 4-5 години да се возобнови или изгради спортскиот центар Маврово. Така, што значи тоа КАК групација? Значи со што се занимава таа групација? КАК групацијата е базирана во Скопје, иначе во нејзина собственост покрај резортот Маврово има и други правни лица или фирми, тоа се АД Македонија во Битола, која е во собственост хотелот Епинал и Широк Сокак, казиното Холидин во Скопје, казиното Легрант во Епинал и фирмата, најновата фирма КАК Агро, која што има во собственост околу 2200 овци. Рековте дека приказната започнува токму од овој хотел, најверојатно не сте откажале да чекорите напред кон овој бизнис, иако знаеме дека е зависен од многу фактори. Да не го кажете тој процес како течеше понатаму? Па добро, во првата година на приватизација на ски центарот се вложија многу големи средства, некаде тогаш беа марките, мислам околу 4,5 милиона марки, каде што се стави новата лајтнер жичара, се купија 2 ратраци и уште 2 ски лифтови, се реновираше хотелот Бистра. Во следните години се реновираше и хотелот Спорт и хотелот Лоч. Се разбира, тоа е долг процес и многу години, но значено е за резортот Маврово што во последните 2 години со реорганизација на самиот менеджмент Маврово почна да гради својата вистинска приказна. Така. Рековте дека сте нели ко-собственик на овој ресорт Маврово. Колку помага тоа, ако имаме нели ваква структура? Па колку што помага, толку и одмага. Мислам, одговорноста е многу поголема и одговорноста е далеку поголема, бидејќи инволвираноста е навистина голема, одговорноста е уште поголема, поготоа што збориме за навистина една голема приказна како што е ресортот Маврово. Не збориме за нешто малечко, збориме за голема површина, за многу вработени, за големи буџети и све е големо. Така, дали можете да ни го објасните вашиот удел и вашиот процес во таа приказна на ресорт Маврово од 90-те години што се до сега? Може да кажеме дека во првите години јас бев само управител до некаде на групацијата, други го менаџира ски центарот и конкретно хотелот. Во последните 3 години, 2 години, може да кажам, инволвираноста му е многу поголема во однос на менаџирањето и во однос на формирање на тимот, на луѓето кои што ќе бидат директно вклучени во развојот на самиот ресорт Маврово. Така да ја би го поделил тоа во 2 периода во мојата досегашна работа. Тоа е периодот додека бев само како управител и сега период каде што сум веќе како ко-собственик. Така. Таа функција управител, како течеше? Која беше вашата функција? Како, дали од тогаш ја гледавте иднината? Ваша? Па да, мислам дека развојот на Маврово, навистина предноста на Маврово е многу голема и навистина дава многу можности за развој, со тоа што сепак све зависи од собственичката структура, пак би повторил, бидејќи собствениците се тие што одлучуваат
како ќе се развива, колку брзо ќе се развива. Така да ние сме решени сега во моментот, јас и менаџерскиот тим, дека ќе се развиваме малце побрзо, но во реалните можности што ги имаме во моментот. Додека сте биле управител, најверојатно сте се среќавале вие и со вашите соработници на некои пречки. Кои биле тие? И кои биле предности? Дали можеби во 90-те години имало повеќе предности колку сега? Па не, мислам дека предноста е сега многу поголема, бидејќи и свеста кај народот е сосема различна и свеста кај нас е различна. Сепак, ние не идовме на еден ски центар кој што може да кажеме беше општествен. Каде што во тој ски центар сите доктори, адвокати, пријатели, братучеди, познати и помалце познати скијаа бесплатно. И тоа беше голем предизвик да целата таа приказна, целата таа свест ја насочите малце на друг начин, бидејќи средствата, тоа е единствениот извор каде што фирмата би можела да се развива и да напредува понатаму. Ако ние ги даваме бесплатно картите, тогаш како? И претпоставам беше тоа еден најголем предизвик. После неколку години успеавме да го инсталираме ски дата системот за карти, каде што едноставно системот не ти дозволува бесплатно да скијаш, рампата не те пушта. И тоа беше онака интересно за да се рипне таа скала, да се дојде до таа состојба каде што, знаеш, ти доаѓа човек и ти вика да ми даеш карта и ти едноставно идеш на билетара, ја купуваш, вадиш пари од джеп и тука на него му станува јасно дека тоа е тоа. Тоа беа предизвиците во минатите години. Сега се разбира, тоа не се случува, стандардите се сменети, размислувањето на луѓето се сменети. Може да кажеме дека и во последниве години навистина и локалната власт е многу посвесна и може да види придобивката од развојот во поглед на туризмот. Поготово што ние навистина сакаме реално да се развиваме, ние неаме соништа да станеме утре Копоник, да станеме утре Банско, ние неаме соништа да имаме 30.000 луѓе посетители дневно, сепак ја гледаме реалната слика на Мавра. Да. Го кажавте предизвикот во тоа време, каде што видите дека нели сите функционери, ајде така да ги наречем, сакале да скијаат. Функционерите не скијаат адвокати, доктори. Адвокати, структури во општеството, меѓутоа кои биле другите предизвици, тоа што ако знаеме дека центрите биле државни, ако немале профит, државата помагала, тогаш нели вие имате приватна фирма и кои други предизвици финансиски не снимале? Предизвикот стои цело време и цело време ни виси нас над глава, бидејќи предпоставувам, ние сме едни од многу малце бројните приватни ски центри, не само во Македонија, би рекол и пошироко малце. Секаде каде се свртиме околу нас, или се тоа државни скијалишта, или се тоа големи корпорации, или се големи акционерски друштва. И предизвикот е тој. Како да се изменаџира, како да се развие таа цела приказна, бидејќи овдека не е ништо мало. Се е нешто големо, една жичара или гондола е 7-10 милиона, еден ратрак е 200.000, немаме нешто, системот за правење снег не чинеше во последниве 2 години 1,5 милион евра и сето тоа е онака го носите на грбот и си викате ајде уште сега, па чекајте вака, чекајте така. Претпоставувам дека за поголема приказна ќе ни треба помош, партнер во државата или нешто слично. И како сте успели тоа се да го изменаџирате? Па мислам дека со упорност и со желба се успеа. Со голем ризик и без многу профит или? Профитот може да и го немал. Профитот доаѓа во последниве години,
профитот не бил толку важен колку што било важно да се успее. Развојот, претпоставувам, изостанувал бидејќи немало профит. Развојот мора да иде заедно со профитот. Емисијата е мојот пат, меѓутоа вашиот пат е поврзан со Маврово. Дали можете да не кажете на ретроспектива како тече тој процес со скијачкиот центар во однос на ски патеки, во однос на ски лифтови, жичници, хотели, инфраструктура и слично? Добро, сепак тоа не се малце години, повеќе години се и навистина е тоа долг пат. Не, јас не верувам во тие приказни без никаква навреда, но знаете како, ќе слушнете некоја приказна, не знам, Кожув, па Кожув ќе биде за 3 години ваков, Кожув ќе биде таков. Тоа е нереално. Реалната слика е многу поразлична. Реалната слика кажува што се може, кога се може и за колку се може. Бидејќи ние не можеме тука да фантазираме, сакаме да идеме чекор по чекор, претпоставувам тоа сме го правили порано, но малце поспоро. Во таа цела приказна, кога нешто сакате да изградите, многу е важно да знаете која ќе биде целта. Ако нас ни е цел Маврово да оди напред, Маврово да се развива, тогаш е многу лесно. Тогаш може да ја очекуваме само која ќе биде брзината на развојот, дали побрзо ќе се развие или поспоро. Но сепак тоа мора да биде во реалните можности и тоа ние го научивме за сите овие години, дека мора да се развиваме, а брзината ќе зависи од нас. Колку сме поуспешни оваа година, толку побрзо ќе одиме напред. И од таа страна сакаме навистина да го искористиме влијанието на посетителите, да искористиме нивната критика. Имаме ангажирано консултанти кои што се реални консултанти, кои што не се консултанти кои што ќе ја земат дневницата или паушалот или ќе го исполнат договорот, него се консултанти кои што сакаат да го доживеат Маврово, да го слушнат Маврово, да ги слушнат критиките, да ги слушнат посетителите, дури тогаш да донесеме прави заклучоци што ќе правиме, кога ќе правиме и како ќе правиме. Да. 3 децени вашиот пат помина и се уште врви со Маврово. Знаеме дека скијачките центри не се сами по себе, тие секогаш зависат од околната инфраструктура, од општинските, од централните власти. Ситуацијата во изминативе 3 децени знаеме каква е. Дали некогаш ви паднало на памет да се откажете од вакво нешто? Па да, може секој понеделник. Така. Сигурно дека. Што беше страјноста? Сигурно. Па и страјноста претпоставувам дека можда и така сум научен од претходниот мој собственик, дека упорноста носи резултат и страјноста носи резултат. И сигурен сум дека е така. Ако се враќаме назад и правиме ретроспектива, навистина е голема приказната, големи се искушенијата, големи се предизвиците, но сепак како што расте ски центарот, како што растеме ние, така расте и држава. Да бидеме најасно, значи и самата сегашност, дали во политичката и економската ситуација е сосема различна од минатото. Мислам дека сите ние полека растеме и стануваме свесни за работите си доаѓаат нешто поспоро, нешто побрзо, ама да работите си доаѓаат на своето место, значи може да кажеме дека е минато глупави инфраструктурни проблеми, сега гледаме дека се асфалтираат патиштата, гледаме дека имаме автопат од Скопје, утре ќе имаме автопат до Охрид. Осветлувањето околу Маврово е решено. Немаме проблеми више со чистење на патот. У нас сега ни е најглавен проблем како езерото да остане стабилно, да не го гледаме како денеска што го гледаме без вода, него да го гледаме секогаш полно со вода. Значи тоа е наш голем предизвик
кој што предпоставувам пред 10-15 години не сме ни размислувале за него. Сега ние тоа Како и за снего што не сте замислували? така. Така да ние сега одлучуваме, признавам, премногу касно, пред 2 години поставуваме систем за заснежување. Ние оваа сезона имаме снег, ние оваа сезона првиот снег падна во вчера, 4-5 февруари. Ние во јануари веќе имаме 30.000 посетители. Ние си имаме навистина добра скијачка сезона. Не е најдобра, но не е ни најлоша. Кои били најголемите искушенија, ги спомнавте во оваа мала ретроспектива? Најголемите искушенија беа во однос на градењето на жичарата. Тоа беше навистина нешто голема приказна за сите нас, да видиме како се гради тоа по европски терк со хеликоптери и со сето тоа. Тоа кажувам беше пред скоро 20 години. Други предизвици навистина биле вообичаени. Ако и кажеме, бидејќи предпоставувам дека сите менаџери, управители сме имале различни предизвици, ние сепак сме корпорација со 400 и нешто вработени, ние сепак сме многу расширени. Знаете како ние имаме 5 хотели. Значи, пред нас може да кажеме дека е Македонија турист од Скопје. Порано биле такви Метропел, бил Охрид Турс. Сега ние во поново време сме фирма која што има 5 хотели, која што има 450 вработени, која што нон-стоп нешто прави, бидејќи таква не е работата. Ќе реновирате вие собата, после 5-6 години морате пак да реновирате. Вашата корпорација, нели, меѓу првите редови сте и вие, сте се вклучили овој ски центар, односно ресорт Маврово, да има таа структура што има, правничка структура, за разлика од другите центри кои што се претежно државни, па и нели во Македонија центрите што сте. Сметате дека тоа е позитивно или Ја мислам дека е во Македонија, бар во Македонија кажува дека е навистина правилното решение. Може да видиме состојбата каква е на Попова шапка, каде собственик е Елем. Елем е Електрани на Македонија. Елем со ски центар, со хотели, предпоставуваме недобитна комбинација. Истото тоа го имавме во Крушево, па мислам дека во Крушево сега нешто се смени во однос на тоа, но сепак мислам дека не викам дека ни е нас лесно и ни е супер, но навистина е предизвик голем и предпоставувам дека нашето однесување, работење до сегашно ќе отвори простор каде што ќе дојдат партнери. Партнер мислам во однос на големата приказна што не чека нас, тоа е градење на, не знам, 600 или на гондола, кое што е навистина приказна и да бидам искрен, ние сами како фирма не би влегле во таа приказна, да не дојдеме во ситуација како што дошол. Пак ќе спомнам, некој си Кожув или не знам некој друг. Ние сакаме Маврово да го градиме како успешна приказна за цела Македонија. Не е успешна приказна за Огњан Циговски и за неговите вработени, него малце гледаме пошироко. Кога ќе кажеме ресорт Маврово, кога го истакнуваме ресорт Маврово, ние не го истакнуваме скијачкиот центар или хотелот Бистра, ние мислиме на кафанчињата во Анови, ние мислиме на Радика, ние се бориме да се отвори Бунец, ние се буниме Народна банка да го отвори или отуѓи хотелот кој што не работи 10 години, ние ги молиме компаниите кои што имаат 2 хотели да ги отворат, да не зијаат така. Значи се е поврзано. Тука и можеби тој реален оптимизам кој што нели го имате во целиот овој разговор, можам словно да кажем додека тоа скијачкиот центар Маврово да е на прво рамниште за разлика од другите ски центри. Затоа што и за Попова шапка имаше многу ветување и за Кожув. Видете, мислам дека
сме навистина многу реални и мајде ќе зборнеме ако сакате и за Попова шапка, бидејќи знаете го ќе видам на порталите или на многу емисии кога имаше Попова шапка 50.000 гости може да прими, не знам како, ќе ја кажам простата слика за да стане јасно. Маврово има 600 легла. Регистрирани. 600 легла се збориме за приватен сместување и за хотелско. 7 хотели се у Маврово. Помалечки, поголеми, од 15 соби до 60 соби, колку што е Радика. 600 легла, во Маврово сме имале денови кога имало по 3.500 туристи. Маврово било блокирано. Значи не можеле коли да се разминат. Инфраструктурно, јас не можам да замислам 5.000 луѓе на Попова шапка. Ке не можат колите кај да се свртат, ја нема таа улица што ќе ги прими, го нема тој паркинг, така да тие работи малце треба пореално да ги гледаме и претпоставувам дека добро е тоа што државата распиша тендер или не знам што за студија за конечно решавање на Попова шапка. Маврово има интерес Попова шапка да работи. Попова шапка има интерес Маврово да работи. Маврово има интерес Крушево да работи, Пониква да работи, бидејќи така ние свеста ќе ја подигаме. Нема потреба само Маврово да биде или не знам само Попова шапка да биде. Што повеќе е подобро, конкуренцијата е многу здрава, докажувањето е многу попрофесионално и ние побрзо ќе се развиваме. Така. Дали можеби поднебието, односно место положбата на скијачкиот центар доведува да придонесе да имаме успешна приказна? Имаме езерото, имаме прекрасните планини. Да, Маврово, знаете како сите странци што доаѓаат, избориме за летен период и зимски период, сите се воодушевуваат. Тоа значи дека да, Маврово ја има предноста што го има езерото, што ја има шумата и Маврово е сепак во националниот парк. Значи денеска да живееш, да твориш, да работиш во национален парк, мислам дека е навистина голема привилегија. И национален парк не е од што е национален, него навистина е национален и затоа мислам дека навистина е предимство да работиш, да живееш или да посетуваш национален парк. Колку вие низ вашиот пат беше предност или пак може би имаше некои пречки да творите, да создавате во национален парк? Па мислам дека многу е релативно дали имало предност или дали имало пречки, мислам дека имало и тоа и тоа. Пречки се сепак. Што и да правите во национален парк, ќе прашате два пати. Што и да градите во национален парк е поскап од другите места и така треба да биде. Бидејќи е национален парк. Предноста, мислам дека се уште не сме свесни колку е голема. Година за година стануваме свесни дека ние живееме и работиме во национален парк. Така. Сега во каква состојба се наоѓа скијачкиот центар моментално? Во однос на инфраструктура, ски лифтови, жичници? Моментално сликата на ски центарот на ресортот Мавро се менува од, ајде да не кажам од ден на ден, се менува од сезона во сезона. Значи ние имаме зимска, колку што имаме зимска сезона, толку имаме и летна сезона. Колку што сме исполнети во зимската сезона, толку сме исполнети и во летната сезона. И тоа е добро, бидејќи во последните 3 години ние решивме дека ќе бркаме летната сезона, тоа значи ќе трчаме и ќе инвестираме во неа. Тоа се случи со купување на спортската сала, со изградбата на фудбалските терени, сега со изградбата на базенот во спорт хотел, летоска со изградбата на бајк паркот. Сакаме летната сезона да ни стане, бидејќи не може да имате бизнис ако работите 3 месеци во
годината, па каков и сака да биде и колку профитабилен да биде 3 месеци, другите 8-9 месеци ќе го изедат целиот профит. Затоа, колку што вложуваме во зимската, толку вложуваме и во летната сезона и не сакаме да ги двоиме двете сезони. Така да сликата кај нас се менува од сезона во сезона. Значи, зимската сезона прошлата беше едносет стазата со заснежување, следната зимска сезона веќе и двоседот го направивме да можеме да скијаме без разлика дали имаме природен или немаме природен снег. Следната зимска сезона веќе е проектот направен за проширување на тоа заснежување горе и на ски лифтовите. Летната сезона ја бркаме, се разбира, ќе градиме нов ресторан на планина, байк парк, каде што сакаме луѓето да се качуваат повеќе на планината, бидејќи доле веќе сме ние зафатени, имаме премногу спортски екипи, ракометари, кошаркари, фудбалери, така да измеѓу периодите април, мај, септември, октомври веќе имаме тимбилдинзи, каде што ги анимираме фирмите да доаѓаат, така да Маврово може да заклучат сите дека, ајде да не бидам јас субјективен, него гради од сезона во сезона, од летна во зимска, од летна во зимска, граби напред и тоа е добро. Значи, ние не правиме нешто научно фантастично или не знам што ќе се случи некако чудо, него го правиме, пак ќе кажам, кои се реалните можности на Маврово и полека ги градиме. Навистина имаме добар партнер во локалната, во општината, во националниот парк, не идуваме на соработка, соработуваме меѓусебно, јасна ни е целта. Маврово може да живее од туризмот и треба да живее од туризмот и сакаме, нашата крајна цел е секако што повеќе луѓе да инволвираме во оваа приказна, не само како менаџери, како раководители, него и како вработени. Не може да се пофалиме. Имаме сега само во ски центарот 30 на редовно вработени од реканските села, од мавровските села, сезонски се вработени уште 30 на, така да тука ја гледам иднината. Ако го анимираме овој дел на население, на фирми, на предпријатија да го вдишат и они како ние што го дишаме, така мислам дека ќе ни биде многу полесно. Знаете, у Маврово има 1500-600 викендици, од тие викендици, да кажеме дека се 60% на скопјани, на гостиварци, тетовчани, кичевчани. Може да видиме летоска луѓе кои што веќе почињаат да живеат во Маврово, па да си одат у Скопје, Тетово, гостивар на работа, па да се враќаат. Така да мислам дека, знаете како, сте го фатиле правецот, полека ја возиме колата, бидејќи има некои кривини, па така внимателно се движиме по патот, се надевам кон успехот. Така, пред да започнеме со разговорот, бевме на скијачкиот центар, тука ќе направиме малку пауза со вас. Предлагам да ги пуштиме мислењата, ставовите и на нени скијачите, на познавачите на приликите во однос на скијачкиот центар Маврово. Па потоа ќе се вратиме да продолжиме. Маврово гледаме дека сите ски патеки работат. Пак нешто околу тоа, некој коментар, како го гледате скијањето во Македонија? Значи, лани и оваа година Маврово направи сериозни напори да обезбеди вештачки снег. И самото тоа дава резултати. Значи, без вештачки снег многу тешко се скија, поготово вакви години кај што нема снег. Нормално, за разлика од тоа, во соседството има центри кои со години имаат развиен систем со вештачки снег, тоа е Боровец, Банско, Копоник. И у ситуација кога природно нема снег и нема вештачки снег, македонците идат во соседството кое е на 200-300 километра. Значи, без вештачки снег тешко може да се скија, поготово во вакви години кога нема снег природен, кога е топло. Мора да се улага во центрите, значи мора да се улага во инфраструктурата. Практично целата инфраструктура во нашите центри е застарена. Единствено нова инфраструктура е направена на Попова шапка, тој 600 седот што е активиран лани.
Меѓутоа, по Шапка нема вештачки снег и зависи од снежните падавини. До вчера немаше снег у Македонија. Значи едноставно мора да се улага, да се улага у инфраструктура и у вештачки снег. Другото нема друг начин. Имаме планини, ако инвестираме у инфраструктура и у комплетно, значи жичари и вештачки снег, тоа е потенцијал кој ќе донесе туристи. Сега проеката не можем да ја предвидам. Меѓутоа, тоа е начинот ако сакаме да имаме скијачки центри у Македонија. Другото е све импровизација. Оваа година за прв пат се дешаваат многу новости. Ланска година почна скијачкиот центар на Маврово да ги мести првите топови. Оваа година јас се изненадувам колку е прекрасно со вештачкиот снег, со некои услови што се реновираше бачилото горе и што веќе ги нема тие гужви, со едно седот се намали гужвата по стази и обработката на стазите е на високо ниво. Сега веќе за прв пат овие 2 месеца може да се пофалиме дека Маврово вистина најде решение за бетонирање на стазите со вештачки снег и природен снег. Тоа е многу битна работа. Навидум стои дека е тоа многу лесно. Не е лесно. Тоа има многу работа и многу знаење. Со испомош што ангажира Бистра, самата фирма ангажираше норвеженец, кој тој донесе една негова пријателка жена и направија обука овде со ратраците и јас мислам дека сега више може да се пофалиме дека имаме прекрасни стази и до година се планира да се стават топови на жолтиот и на плавиот ски лифт, со кое ќе добиеме вистина еден прав спортски центар во кое можеме да направиме и трки од физ надпревари со многу поуспешни такмичари од Словенија, кои што на времето личеше Шерпанински куп, како што на времето личеше Маврово, како што имавме Балкански куп и како што имавме Балкански првенства, во кои учествуваа големи асови. На времето тука доваѓале Козелич, Облак, доваѓал и Крижај и многу други врвни скијачи. Меѓутоа и покрај тоа што нема на плавиот и жолтиот инсталација, сепак таму има скијање, има природен снег. Па да, во овој момент е одлично и тамо. Мислам за сите оние туристи што сакаат да дојдат и да се искијаат овие викенди, жалосно е да не ги искористат овие убавини на Бистра, да си дојдат и мислам дека стазите све се обработени прекрасно, значи прекрасно. Верувајте, веќе е на ниво на еден на степен на Банско. Спреми си ги скиите и дојде на кај Маврово. Маврово. Чист воздух, авантура и забава. Ево ги слушнавме мислењата, ставовите и на скијачите и на познавачите на приликите. Задоволни сте од скијачкиот центар Маврово, особено од покриеноста со вештачки снег на ски патеките. Колку се покриени ски патеките со вештачки снег, што во ова време е многу значајно за развој на скијачкиот центар? Па главните 2 стази скијачки, они се беспрекорно покриени со вештачки снег и доброто е тоа што вештачниот снег е многу различен од природниот. Структурата му е поразлична, така да и претходната недела видовме колку е топло, сепак они издржаа со снегот, немаше никаков проблем. Затоа мислам дека ќе треба малце да го надградиме системот и со 2-3 ски лифта, каде што би можеле и послабите скијачи да во вакви сезони кога нема снег да уживаат во скијањето. И мислам дека го препознаа тоа нашите посетители како, знаете, па и критиката беше порано таа. Нема снег, се стопи снегот, се отвори стазата, се појави кал, се појавија камења и
Предпоставувам дека таа критика навистина вроди плод и решивме, не беше навистина лесно, но не идовме на наистина добри партнери во фирмата Дема Членко, кој што, искрено да кажам, ни ја даде опремата без никакви гаранции, без ништо, и ние си ги исплативме долговите, бидејќи и они веруваа во нас, што е многу значено во А ќе продолжи ли инсталацијата и во останатите ски патеки, дали можеме да очекуваме дека следната година и 3 ски лифта ќе бидат покриени со тоа, и мислам дека тој дел од инвестицијата, од инфраструктурата ќе го завршиме. Како го решите ова со инсталацијата? Имате некаде вештачко езеро? Па да, помеѓу двете стази има, тој е познатиот извор каде што вишокот на вода го акумулираме и го користиме каде што е изградена и пумпната станица. Така, што се има Маврово во однос на ски лифтови жичници? Има 3 жичари и 11 ски лифта. Така, тука има и за почетници, за... Маврово е карактеристично што горе кога се качите на планината е идеално место каде што луѓето ги добиваат првите часови по скијање и брзо навистина научуваат да скијат, бидејќи падините горе се идеални за тоа, додека другите две стази се навистина само за добри скијачи, и предпоставувам дека едносет стазата е, не би рекол подобра од Церепашина, но сепак добра стаза за скијање. Тука има и кои што го посетуваат центарот, а не се скијачи. Неодамна реновиравте Бачево и неговате многу Бачево. Така. Најавуваме дека летоска ќе реновираме Бачилото Тривкова колиба на планина. Ние може да кажеме дека од посетителите 40% ни се туристи, што ги викаме, тоест што доаѓаат без ски, и навистина оваа година има многу такви посетители кои што доаѓаат со автобуси, и прошлата година тој број навистина беше голем, кои што доаѓаат само заради чистиот воздух, кој што ни е главна цел. Така. А кои се тие експерти и луѓе кои што им верувате, каде што се тоа ви помогнале да се развиват центарот и ги дојдни планови? Наш консултант е од пред 2 години Гир Олсен. Гир Олсен е 18 години директор на Лилехамер, 6 години директор на скијачкиот центар во Сочи. Случајно се запознавме, случајно дојде и случајно работи за нас, и веќе е навистина 2 години присутен, доаѓа на секои 3-4 месеци. Он е норвешки експерт, бивши скијач, кој што бил директор на ски центри, експерт е за правење на снег, експерт е за правење на стази. Оваа година стазата ја правеше негова вработена од Сочи, Камелија, која што е можда единствен возач на ратрак, која што беше тука 2 недели за правењето на снег, и сите се воодушевија од припремата на стазата. Она ќе дое пак во средината на февруари, во исто време она вршеше обука на нашите возачи со ратрак. Исто така доаѓа и нашиот консултант и консултантката Моица Огрис, која е од Словенија, бивш скијач, кој што со нив го градиме и летниот концепт на Маврово и зимскиот концепт на Маврово. Многу интересно за Гир, каде почувствував дека е правиот експерт, кога дојде првиот пат и го се договаравме за неговиот ангажман. И се разбира, вика, ја ќе направам концепт план, у концепт планот ќе има како ќе се развива у следните 3 години, следните 5 и следните 10 години. И ја викам, добро, за колку време ќе биде? И он вика, зашто колку време ќе биде? Викам, концептот, студијата. Ја очекував дека ќе ми каже за 3 месеци или за 6 месеци. И он ќе вика, Огњан, тоа ќе биде најмалце за 2, највеќе за 4 години. Ја викам, Гир, ние немаме толку време,
Он вика, не знам ја дали имате време, јас мора да го почувствувам, да го видам Маврово, па за да го направам концептот. Иначе хартијата трпи све. Ја може све да ти напишам, но јас сам да ти напишам тоа што навистина може да се случи со Мавро. И навистина така е. Рековме, одлучивме дека првиот година ќе направиме едно со стазата, ќе ги видиме резултатите од заснежувањето, ги видовме резултатите, донесо позитивни резултати и рековме дека ќе го направиме и вториот дел. Го направивме и вториот дел, меѓувреме одлучивме дека треба да направиме ски патека нова, направивме ски патека нова, така да чекорите што ги правиме многу внимателно. Скалите ги рипаме, но не рипаме по 3-4 скали наеднаш, одиме скала по скала. Која е неговата визија? Неговата визија, да речеме, на визијата. Што се има Маврово? Неговата визија е навистина голема. Ако ви кажам дека он доаѓа во февруари и веќе бара плац да се изгради куќа у Маврово, мене тука се ми е јасно дека визија за Маврово имаме. Него му е јасно, имаме ние наше списание, имаше едно интервју во него и е многу интересно. Интервјуто беше снимано на планина, оние огромни ливади пасишта и викав дека не треба да има само овци, дека треба да има многу луѓе кои што ќе уживаат во планината, ќе возат точак, ќе пешачат и навистина така е. Бројките во последните 3 години се сите во растење, значи секој од ден на ден ние имаме повеќе бајкери, повеќе планинари, повеќе странци, се е повеќе. Знаете како и самиот регион е навистина повеќе посетен. Може да прашате дали самопослугата во Анови, дали кафанчето на улица, сите осеќаат добар ветер. Господине Цигелски, ви благодарам што бевте гостин во емисијата Мојот пат. Се надевам на следно видување и следна емисија. Визијата од норвешкиот експерт ќе биде исполнета, па ќе има и понатамошни визии за развој на ресорт Маврово и во зимскиот и во летниот период. Па да, може да кажеме дека ова не е крајот, може да кажеме дека ова е почетокот на развојот на Маврово и Маврово ќе го гледаме од сезона во сезона се поубаво и поубаво. Благодарам и на вас.